Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на каналот Доверливо со Насер Селмани. Вечерва имаме специјален гостин, еден новинар. Неговиот случај покажува дека навистина новинарите не знаат за пензија. Вечерва гостин е Владимир Перев, долгогодишен новинар. Колега Перев, добро вечер. Добро вечер. Навистина, долги години сте веќе во пензија, ама вие никако да престанете да пишувате. Како успеате, како се одржувате у кондиција? Фактички, јас покасно почнав да пишувам. Јас сум правник, прво работев во правна служба, па после во продукција во телевизија. Почнав да пишувам по распадот на системот, после 90-та година. Прво во Фокус ке Никола Младенов и Зоран Димитровски, еден врсен новинар во тоа време. И тоа беше една добра компанија, Фокус, добро друштво и со Руси. И така, за потоа да пишувам по портали, весници, домашни, странски, онаму каде што ќе ми побараат, за на крајот да се стабилизирам на трибуна МК. Сакам да на почеток да ве прашам за последната изјава на премиерот Мицковски. Вели дека се додека не биде гарантиран македонскиот идентитет од Европската, не се даде некоја гаранција од Европската унија и не се признае македонското малцинство во Бугарија, тој нема да се заложи да се направат уставните измени. Како ја коментирате ова изјава? Прво, не можем да разберем што сака премиерот. Не можем да разберем што е тоа гаранција за идентитет. Кој може да го гарантира нечи идентитет? На точка на тоа ќе се вратиме покасно. Второ, лично сметам дека тоа е само барање на некаква пречка во разговорите со Европската унија, преку која што не може да се премине за да би се спречил патот на Македонија кон унијата. Но тоа е вториот дел на моите размисли. Во суштина, ние имаме признат идентитет, запечатен. Јас тоа го тврдам секогаш. На 2 август 1944 година во Илинден формиран е президиум, даден е јазик со име македонски јазик, формиран е тело кое е работело, формиран, мислам, е санкционирано постоењето на македонската нација, утврдено, и со тоа почнува патот на македонската нација, држава, јазик, култура во Федеративна Југославија. За после тоа, по распадот на Југославија, со референдумот, тоа да го потврди македонскиот народ. Како вие денеска ќе се јавите во Европската унија и да побарате, да кажеме, австријците да побараат Европска унија да им гарантира дека тие не се германци. Тие се чувствуваат австријци. Кој тоа може да им го гарантира? И зошто тоа да им го гарантира некој, ако тие се чувствуваат дека се австријци? Кој е проблемот? Постои ли јазичен проблем? Не. Тие говорат еден јазик, даже вистинскиот германски и австријски. Кој тоа може да им гарантира и треба да им гарантира, и дали воопшто некој на норвежаните треба да им гарантира дека не се данци, бидејќи до 904 кога биле во персонална унија со Данска. А имаат јазик кој што, кога ги гледаме филмовите, оној прекрасен филм Мост, Шведска, Данска и така, каде што се зборува на дански, шведски, норвешки, каде што не течи превод, барем за нивните локални, кога гледате на нивните телевизии, се зборува на јазик кој сите го разбираат и не го преведуваат. Кој некому таму може да му гарантира, вие сега нам да ни гарантирате тоа? Такво нешто, такви гаранции не постојат. Чувството и самочувствието дека припаѓате на некоја нација е нешто кое што можете да го поделите со другите луѓе, да се себе препознаете, но ако вие не дадете резултат од постоењето на таа нација, книги, филмови, музика, све што оди со прерогативите да се еден народ да живее еден свој духовен живот, вие никој тоа нема да може нити да ви го признае, нити да ви го одбие. Нашата музика е призната, нашето
како Книжевност. Книжевност е призната, еден Гете е преведен на македонски јазик и сега зашто ние повеќе зборуваме? Ние зборуваме Дали поради тоа што оваа аргументација веќе станува нелогична, сега тежиштето се префрла на признавањето на македонското малцинство во Бугарија. И што тоа ќе значи за нашиот пат за Европската унија? Видете, македонското малцинство во Бугарија е пред се е политичка тема. Таа не е национална тема, толку национална тема. Таму и тогаш, и денеска имало луѓе кои себе си се идентифицирале како македонци. Но ние да не заборавиме дека денеска и грци од Северна Грција, грци, вистински грци пород, себе си се идентифицираат како македонци, дури за разлика од дојдените грци од Мала Азија, што ги викаат маџири или просвеги. Во конструкциите на нациите после Втората светска војна, Бугарската комунистичка партија, еден дел од нив, решаваат дека таму треба да се прави една македонска нација која ќе биде блиска до единствена со оваа вардарската македонска нација и која ќе биде некаков мост кон Бугарија. Де факто, денес веќе историските документи кажуваат дека се оделува на распрачување на Бугарија како држава и како ентитет. Дека во истиот проект со правење на македонска нација во Пиринска Македонија се оделува на правење на добруџанска нација во Северна Бугарија, на тракиска нација во Јужна Бугарија и дека се организирале групи кои што лобирале за распрачување на Југославија. Групи претежно на членови на комунистичката партија. Мислите за Бугарија? За Бугарија. Распрачување на Бугарија. Окрупнување евентуално на влијанието на Советскиот сојуз. Но тој процес е приклучен. Македонците, зборувам за оние кои се запишале како македонци, јас имам и роднини таму кои што никогаш не се напишале дека се македонци во Велинград, моите братучеди, но кажуваат за сцени дека луѓето таму два пати ги тепале бугарската полиција. Еднаш ги тепала за да се напишат македонци, а вториот пат кога ги правеле 52-та, трета пописите ги тепале за да се отпишат од македонци и да се кажат бугари. Тоа е еден дел од мачната и тешка историја на луѓето во Пиринскиот крај. Таму е вистинска трагедија, таа не е национална трагедија, таа е трагедија на едно општество. Тоа место, тоа е слободната зона на ВМРО Иванчо Михајлов. Тоа е последниот бастион на антикомунистичката и слободна Бугарија. Сето друго е таму веќе влезено во шепите на влијанието на Советскиот сојуз. За да се разбие тоа нешто, тој дел бугарите сакаат да го ликвидираат, да го реорганизираат, да му дадат друг тон. Излезот се бара преку формирањето на нација. Тоа е историскиот преглед. Денешната реалност е сосема подруга. Денес ние се соочуваме со позицијата на една вага на која што кој таз ќе надвладее, каде ќе се даде додатната вредност. Во оној момент кога Бугарија почнува да ги бара правата на западните покрајини на Бугарија, тоа е источна Србија, Босилеградско, Пиротско и така, каде што се правата со договори, меѓудржавни договорот после Прва светска војна во Париз, дури со договорите од Берлинскиот конгрес, каде што се гарантирани правата на бугарското национално малцинство таму. Кога се зголеми барањето на количината на тие права, кога почнуваат да бараат повеќе школи и повеќе институции, тие го дигаат правото на тоа ударање нож во грб на бугарската држава, прахрањето на македонците. Една мала група таму, кои што работат на интересите на дестабилизација на меѓунационалните и државните односи воопшто на Бугарија. Ние сите бевме сведоци тука во времето 90-тите, 91 година, кога се формираше
имаше еден Гоце Солунски или се викаше, или како се викаше, кога се формираја македонските друштва во Пиринска Македонија, на една слика каде што беа седнати во Југословенската амбасада на улица Искар во Софија, каде што со нив беше и воениот аташе кој седеше на чело на масата, некаков подполковник, под чија што рака и команда полека тие друштва добиваја некаков подем и залет. Од сето тоа прво не остана ништо. После тоа останаја веројатно две здруженија денеска, Омо Илинден и Омо Илинден Пирин, не знам дали Омо Илинден Пирин постои или не. Денес тој дел на население. Зошто Мицковски сега тежиштето на дискусијата со Бугарија веќе не е признавање на идентитет, гаранции, јазик, не знам, историја, него се става токму македонците од Бугарија? Мицковски тропа на отворена врата. Она што е во Бугарија, устав, конституција, и она што е јазик, она што е идентитет на македонците, велам, во Бугарија, тоа е нешто кое постои таму. Значи, тие општуваат меѓу себе на својот јазик. Може да си пишуваат себе си на својот јазик. Може да слушаат песни, да пеат песни на својот јазик. Разликата е дали имаат право на институции во кои што ќе се изучува македонскиот јазик. Оние среќни времиња на српскиот експанзионизам, кога во Егејска Македонија се носеа театри и учители од Македонија да држат часови, да се македонизира Пиринска Македонија, кога се вршеше македонизација на Пиринскиот крај. Тоа време помина. Мицковски сам, колку што се сеќавам јас, беше на отворањето на некое друштво во Благоевград, мислам дека беше. Така што таму тој не може да побара ништо во рамките на конституционите определби на Бугарија за некакви права, поголеми или помали. Со овие изјави очигледно Мицковски не предизвикува некаква реакција од Бугарија или Европската унија. Тогаш логички е прашањето на кого се обраќа Мицковски со овие изјави? Да, тоа се две прашања де факто. Прво, мислам дека Бугарија многу одамна ја има сметнато темата Македонија од дневен ред. Од моментот на потпишувањето на она што се викаше француски предлог. Во тој момент веќе во Бугарија не постои некој интерес за Македонија. Јас гледам сега како се развива предизборната кампања, исто така. Зборот Македонија многу ретко се среќава. Што мене ми е жал. Би сакал да биде употребувана во кампањата и во негативен и во позитивен контекст, за барем да знаеме таму како мислат луѓето. Но овде на Мицковски тоа му служи само за подигање на една тензија, набивање, билдање на собствен електорат, чувството на бранител на идентичноста на Македонија, која е потполно погрешно разбрана. Термините јазик, идентитет се потполно погрешно разбрани. Тоа се динамични категории. Луѓето се поистоветуваат во краток период од 100 години, 150 години. Тоа е за историјата минимален период. Сега дури процесите течат побрзо. Луѓето се идентификуваат сосема поинаку. Втора генерација, трета. Веќе нашите иселеници втора генерација, трета во Америка, во Британија викаат јас сум американец, британец. Така не го зборат јазикот више. Не само што не го зборат јазикот, тие немаат интерес за битието на земјата од која потекнуваат. Тие можеби ќе го научат јазикот, но немаат интерес, нив не ги интересира суштината. Тоа е за нив дел од фолклорот. Знаат игра, знаат песна, знаат јазик и знаат толку. Тоа служи само на Мицковски конкретно. Тоа му служи само за некаков чин на држење отворени процеси, но тоа е илузија. Процесот е затворен. Тој го држи отворен овдека само за своите гласачи при нови евентуални избори.
за кој што и тој не верувам дека знае точно кога ќе дојдат. Сега ќе прави реконструкција на владата, не гледам зошто му треба таа реконструкција. Сите се во таа влада еднакво способни и еднакво неспособни во извршувањето на работните задачи. И сите му се еднакво верни. Така е што тоа е само одложување на процесот за присоединување кон Европската Унија. Зошто Мицковски да има интерес да го одложи тоа? Едете, јас сосем одговорно ви тврдам дека од она што го гледам, во Македонија премиер е Вучич. Тоа е факт, тоа е видливо. Тоа се гледа низ медиумите. Логиката е, ако не може Србија, не може ни Македонија. Не, логиката е да не може ни Србија ни Македонија. Логиката е заедно со Унгарија, која што сега може и да падне од листата, да се направи еден засек во телото, во живиот организам на Европската Унија, да се направи еден засек на руски интереси. Русија тоа го плаќа, штедро плаќајќи ги раководителите на Унијата, плаќајќи ги раководителите на овие балкански земји. Се работи за еден чист балканизам. Унгарија била Централна Европска Унија. Ветерна мага. Унгарија е една земјоделска држава со еден лидер на Унгарија од кого што би се срамела цела Европа, кој што даваше изјави и кој што го доведе тоа што го доведе. Орбан и председателот на Република Српска Додик се пријатели, ние го донесовме овека Додик на Свети Сава, го донесовме во театар да ни држи предавање како треба да се однесуваме према Европската Унија. Па има ли поголемо самопонижување на една... Мене беше срам тоа да го гледам како човек, како македонец. Мене срам ми беше тоа да го гледам. Како не им беше срам да дозволат Додик да дојде, еден простак, ординарен, да држи часови, да го кажува тоа што го кажа, да гледаат странските амбасади и никому око да не му трепне. Тоа е злото кое иде кај нас. Тоа е нашата кратковидост. Да не можеме да ги предвидиме следните потези. Тие се надеваат на што? Се надеваат дека Европска Унија ќе се распадне. Па веќе 5 години ја распајаат. Никако да се распадне. Еден пријател денови ми испрати на порака. Новинар. Јас не знаев дека Бисмарк, творецот на современа Германија, бил коцкар и комарџија и држал чашка. И бил во Петроград известно време таму и се запознал со петроградското подземје, надземје, политика. Бил некоја функција. Не, јас знам многу неговата биографија, но во неговите белешки стоела забелешката, другар ми знае добро германски, стоела забелешката Русија никогаш не е толку силна како што изгледа и никогаш не е толку слаба како што ние си представуваме. Треба да бидеме внимателни. Тоа е првата работа. И втората работа е во однос на Европската Унија, изјавата на Наполеон Бонапарта, кој што со целиот свој презир кон Австро-Унгарија, која што ја победувал, некаде тврдел дека Австро-Унгарија личи на француска собарица која што сите ја силуваат и таа тоа го прифаќа за нормално. Да, вели, така е. Добро рекол Наполеон, ама пропадна. Наполеон, пропадна неговата империја и пропадна неговото име. А Хабсбуршката монархија се подели на неколку целини кои се сега респектирани држави и чие што име на еден Ото фон Хабсбург уште остане и Вилне е тука низ просторите на Европа. Хабсбурговците обстоја. Ние треба да се поучиме од тие две нешта. Дека Европска Унија не може така да пропадне како што нам ни се чини. Кога Европска Унија ќе пропадне на вистина,
која ќе се подели на држави Франција, Германија, Италија, Австрија, Шпанија и не знам што, нас вака ќе ни избришат од картата. Знаете како парче вода паднато тука што сакате да го така ќе ја избришат Македонија. Кој ќе се заангажира за Македонија? За Македонија се ангажира само Унијата како целина. Поединечна земја ни една нема да се интересира за Македонија, веќе овдека нема никој да има интерес. Дали, пошто Мицковски очигледно нит го викаат во Европа, нит тука ни доаѓа некој од Европа, си има такви ладни односи со Европската унија. Дали со таа политика на инаетење нас практично не изложува на ризици, не само финансиски, туку и безбедносно, затоа што ова војна која што веќе се случува во Блискиот Исток, так има цена. Ние сами тешко дека ќе можеме да ги плаќаме последиците од таа финансиска и енергетска криза. Мицковски не сака да оди во Европска унија. Не дека не го викаат, го викаат. Во Европска унија ги викаат сите. Ако мене ме викнале во Советна Европа, да кажам два збора, значи ги викаат сите. Ги слушаат сите. И кон сите имаат некакво внимание. Кон Мицковски, како премиер на најголемата партија, ќе имаат најголемо внимание. Проблемот е што Мицковски не сака да оди. Бидејќи Мицковски има наредбодавец. Мицковски не е слободна личност. Неговиот наредбодавец, извршителот е Вучич. Наредбите стигнуваат од комитетите од Москва. И така се врзува кругот. Така што настаните околу меѓународното признавање на Македонија се одвиваат вон волјата на Мицковски. Вон дури и неговото лично мислење. Јас не го познавам човекот. Не сум разговарал со него никогаш. Речем, јас можам да кажам што мисли Лјупчо Георгиевски, да кажеме, своевремено што мислел. Луѓе со кои што сум седел на маса, министри од тоа време и така, овие луѓе јас не ги познавам кои се. Но не може сите да имаат едно исто мислење и да кажуваат сите исто, да ни даде Европа гаранции. Тоа не може. Така во една држава, па дури ни во Македонија од неполни 2 милиони луѓе, тоа не може да се случи. Тоа е диктат кој е овдека инсталиран преку медиумите и преку сите нас. Тоа е наложена блокада на личноста, блокада на личното мислење. И ние живееме во надеж која ни се влева. Дека во моментот кога Европска унија ќе се распадне, ние навистина ќе бидеме слободни од бугарското влијание овде, бугарите ќе ги снема, ќе ги елиминираме, тие нема да постојат, Грција ќе биде слаба без Европска унија, тоа се оние приказки за мали деца, и дека овдека руското влијание ќе дојде со нафтата, златото, гасот и така, и ние ќе процветаме. Тоа е најпримитивното размислување кое се чувствувам должен да го кажам. Тоа не се кажува, ама се подразбира. Јавно, не, тоа се подразбира во круговите во кои што се движиме ние двајца, тројца, 5 минат, така се гледа некако. Појдете по селата таму ориентирани меѓу последните остатоци на СДСМ, кои што врска немаат денеска што представува СДСМ. Уште тие се надеваат дека Советскиот сојуз ќе се реформира, реактивира, како Русија, не е битно. Кај нас постои илузија. Како што постои илузија, таа е посилно изразена во Србија и Бугарија. Илузија за се словенството, за се православието. Илузија дека католиците, тоа не е илузија, тоа се јавни изјави против католицизмот, дека католиците се наши непријатели. Дека ризикот доаѓа од надвор, а не дека од надвор, дека внатре се виновни албанците оти се муслимани, а бугарите се виновни оти се фашисти. А бугарите и муслиманите, албанците живеат дека се заедно фашисти, едните биле бали комтар. Помина тоа време, што ако биле бали комтар? Што ако биле? Што е тука проблемот? Имало жртви? Имало, сега нема ли жртви?
Сега се води друга војна. Нас не чекаат и други војни. Треба да ги надминеме разлики. Нас не чека војна со финансии. Во риториката на премиерот сака да се крие зад народот, затоа што вели не само јас сум против тоа, него обичните луѓе, граѓаните не поддржаа ваква политика и затоа што морам ја да опстојам на таа политика. Сите автократи во режимот секогаш се повикуваат на народот. Мојот народ, нашиот народ, на Груевски му беше темата омилен тамо, мојот народ кажуваш или така некаде. Ни го направи Скопје 2014, тоа е едно ругло, невидено, еден кич архитектонски. Тој за тоа треба да одговара, не за Мајбахот. Мајбахот е единствената добра работа што ја направил. Дури и поскапо да го платил, дури и некој да зел пари за тоа. Ова другово ругло што го гледаме во распаѓање, тоа е страшно. Она е невкусна споменици. Тој викаше мојот народ. Мицковски исто така вика, народот не е согласен со тоа, народот. Јас имам едно просто прашање, многу обично. И луѓето, седејќи вака во разговор, си го поставуваат тоа прашање. Зошто Мицковски, притиснат од една страна од Европската унија, ако чувствува долг према односите со Европската унија, тој треба да го чувствува, тој долг зема кредити од таму. Зошто не го стави прашањето за бугарите уставот пред народните избраници во парламентот? Дали сте да се промени уставот? Со оваа точка. Една стилизирана реченица. Бугарите влегуваат заедно со другите. Членот тој се менува и се додава тоа. Да се изјасни парламентот. Да се изјасни парламентот. Да се изјаснат поединечно. И тогаш да видиме. Кои се тие кои нема да дојдат на седница, ќе имаат главоболка, менстурални болки, хируршка интервенција и така натаму. Кои се тие кои ќе гласаат за, што ќе дојдат, и кои се тие што ќе гласаат против. Ако тоа го видиме, ние ќе имаме јасна пресметка за македонскиот народ. Како зборувам целина, кога зборувам македонскиот народ. Сите граѓани. Мислам на сите граѓани, да. Како граѓаните на Македонија гледаат на тоа? Нека се направи тоа и тогаш тој ќе може да излезе и да каже мојот народ. Оние фингирање од правење референдуми и слични работи, тие финти да ги заборавиме, тие не поминуваат во Македонија веќе. Тие во овие места како што е Македонија, Србија, па делимично и Бугарија за некои работи, не поминува идејата за референдум лесна. Зошто за бугарите во Македонија внесувањето во уставот е важно? Што ќе смени тоа? Искрено да ви кажам, што ќе смени не знам. Ака да бидам искрен. Искрено да ви кажам, дали мене ми значи нешто. Мене не ми значи ништо. Лично мене. Јас сум одраснал во едно семејство што ги сочувало своите бугарски традиции. Ние, како да речем, може би 200 години до овај, последниот ден, до денес, ние даваме свештеници на Македонија. Секогаш тие свештеници биле свештеници на Бугарската екзархија. Денеска се свештеници на Македонската православна црква, што е нормално, има држава, има и црква по правилата на православието. Мојот брат учите исто така сега поп. Традицијата не е прекината. Ние 100 години сме давале војници и офицери во бугарската армија. Татко ми бил офицер. Традициите се сочувани. Лично, дали некој мене ќе ме признае или не, дали заради општествени околности некакви треба да напишам дека сум македонец и така, мене тоа ништо не ми значи. Јас сум научен дека ако одбиеш да напишеш дека си македонец, можеш друго нешто да очекуваш. Но, важно е за нешто друго. Важно е бугарското општество во Македонија, кое постои, го има, да добие легитимација.
кога ќе ја добие таа легитимација, и тоа е важно за колективните права, тогаш ќе се формираат училишта, ќе се формира телевизија, ќе се формира радио, ќе се конкурира на државна служба. Нема да го вратат како едно девојче, тоа стана историска личност, веќе сме зборувале во Кавадарци, кој што ги положил до сите тестови за работи во полиција, била најдобра, све ја вратиле, од и татко имал предмет дека бил на бугарската линија. Некогаш нешто давал некои пробугарски изјави. Ами 100.000 луѓе имаат такви досија во Македонија, тоа не е ништо специјално. Значи, тоа да се симне стигмата, директната омраза, кога сте внесени во уставот на една земја и кога влегувате во институциите на таа земја, веќе никој не може ништо да ви каже. Поточно речено и да каже, но тоа што ќе го каже е противуставно. Тоа е важното. И оние приказки дека балансерот требал да се укине, тоа никогаш нема да стане. Балансерот ќе остане. Македонија е многу национална, многу етничка држава, со 3-4 конфесии, кои што уште не почнале да си ги барат своите права. Евангелисти, методисти, јеховини сведоци и така натаму. Сите тие ќе ги барат своите човекови права. Поради вашите ставови, во јавноста неколку пати сте биле и физички нападнат. Кој стои за тие напади? Виде, сум бил, да уточним работата, сум бил навредуван. Сум бил навредуван од непознати луѓе, што, да речеме, и не ме боли толку. Но сум бил навредуван од блиски луѓе кои што сум ги знаел, кои што ми рекле, абе, ние не знаеме дека си ти таков. Каков сум јас? Каков треба да бидам? Физички сум нападнат една, што е тој последниот случај, на брутален, директен физички напад против мене со агресија, на осветлена Тинекс осветлена продавницата навечер кај 9 и нешто на полупразна продавница. Човекот излезе од редот и дојде да ми се заканува, ме удри, ми искрши на долниот дел тие, па ги кратев тие на очарите и така. Доживав едно понижување кое не му го посакувам никому. Искрено речено, човекот нити го знам, ниту го познам. Да го видам сега на улица, се сомневам дека ќе го препознам. Но очигледно е дека тој добро ме знае мене. Да кажам дека тоа е организиран напад на мене. Дека некој тоа го средил, не може да биде, бидејќи моето одење в самопослуга беше изненадно и таму се сретнав изненада со тој човек кој кога ме виде се изненада излезе од редот за да се справува физички со мене. Но помислив една друга работа имаше во сето тоа. Кога на крајот мене ми прекипе и отидов да се справам со него, јас тоа немаше шанса да се справам. Јас тој човек беше едно 30 најмногу години, 120 кила, кај можам 100 кила, кај можам да се справам јас со него. Но тој зеде пасивен став и почна да вика по луѓето, гледате, ме нападна. Тогаш сватив и се тргнав. Дека веројатно сето тоа е дел од некаква игра или вовлекување во некој за мене непотребен судски процес, каде што името ќе ми се валка, каде што ќе бидам на 82 години, кажувам како некаков насилник, агресивен тип, или тип кој што кажува, јас таму мислам дека, не знам дали го опсув таму, веројатно да, ќе не се сеќавам точно, дека тоа сето ќе биде на некаков начин, како да кажам, презентирано. Од тоа заклучувам дека веројатно дека моето име се вртело во еден одреден круг на луѓе, круг близок до патриотските партии, не сакам да кажам ВМРО ДПМНЕ, веќе не е само ВМРО ДПМНЕ е патриотска партија. Во смисла патриотарска
патриотска. Има и други во другите партии кои се патриотски ориентирани кон исклучивата македонска националност, кои не трпат никој друг во нивна близина со еднакви права. Уште има илузија дека овдека македонците треба да владеат, а албанци, турци, да не говориме бугари, овие треба да бидат луѓе од втора категорија. Во ова општество, кога седнете, уште се пројавуваат такви идеи. Ги има и меѓу политичарите. И тоа е нормален процес кој ќе трае. Не треба да им се лутиме на тие луѓе. Ние треба да им се лутиме на оние горе на врвот кои не се трудат тоа да го потиснат, да го лемфуваат, да го стиснат, да им кажат на луѓето дека така не се работи во една заедничка држава. Така што мислам дека човекот кој ме нападна има погрешна представа за патриотизмот, а не верувам дека тој човек нешто читал или учел за патриотизам и дека знае. Тоа е сигурно литература која на некакви кружоци партиски се дели или некаде, не знам. Случката е... Дали случката се процесуираше преку институциите? Вие, Да. Пошто го пријавивте случајот Да, на полиција? да, јас го пријавив. Што до сега покажа истрагата? Јас го пријавив случајот во полициска станица Беко. Другото преку трибуна МК Атанас Величков говореше со Друштвото на новинарите и тие таму действува. И го имаме тоа што го имаме на маса, кој и вие го знаете, дека се работи на случајот, сторителот не е откриен и сето толку е. Ме навреди... Обично самопослугите се имаат камера. Имаше камера, камерата се гледа. Имаше камера. Вие побаравте и подршка и од новинарските здруженија, дали? Да, преку трибуна МК, преку Атанас Величков, имаше новинарските здруженија реагираја и имаме од новинарските здруженија, имаме од македонската ЗНМ. Од ЗНМ. Имаме повратна информација дека случајот е гледан, се разгледува, не може да се сторителот се работи на случајот и така, воопштена терминологија. Лично, тоа треба да го кажам, ова излезе дека разговорот го водиме против премиерот, што навистина е непријатно, ама тој самиот си товари. Мислам да излези премиерот и со еден тон на презир кон свој граѓани. Баш кај и негов гласаш згора на сето, ајде по традициите на ВМРО, да каже дека сум се самоповредил, не сакам да говорам за некој таму што се самоповредил, тоа не личи нити на кафеански муабет, камоли да не преви. Влијае таквиот коментар на истрагата? Не би сакал да дадам мислење дека јас би ја кажал полошата варијанта, дека можно е премиерот, кога го информирале, да се јавил некој и да им речел ставете ја ситуацијата под лед, водете истрага. Можно е. Не знам. Не знам кога е Христијан Мицкоски во прашање веќе и овие други нашиве премиери, веќе почнувам ништо да не верувам. Но не е проблемот во тоа. Проблемот е во мојата личност. Не му треба да каже се само повреду. Нека каже, ние водиме, ќе видиме, немаме јасни сознанија. Се кажува на еден начин што личи на еден политичар. А не на начин да се симне до нивото на еден уличен насилник. Човекот кој ме нападна не е виновен. Виновен е премиерот што така го толкува нападот. Тој е виновникот. Колега Перев, благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, следевте разговор со колегата Владимир Перев. Зборевме за последната изјава на премиерот во која извлекува нови условувања за уставните измени, внесување на бугарите во уставот, состојбата на бугарското малцинство кај нас и се разбира неговиот случај кога беше физички нападнат и да видиме што прават институциите за расветлување на овој случај. Благодарам на вниманието, се гледаме следната недела.